Обид за политизација на големата трагедија во Кочани, додека семејствата тагуваат за смртта на 59-те свој најмили, а во државата има 7-дневна жалост, одредени невладини организации кои важат за блиски до опозицијата, која допред само неколку месеци беше власт, повикуваат на протести. Една од тие невладини е Цивил МК на Џабир Дерала, кој важи за еден од најблиските до опозицијската СДСМ. Според познавачите, вакво нешто е најмалку потребно во овие моменти на тага во државата. Новинарот Дарко Јаневски вели ове очекувано сценарио од страна на тие гарнитури, слично како што спровеле и со шарената револуција. Они имаат меѓутоа еден проблем. Не постои сценарио за уривање на оваа влада, како што постоеше сценарио за уривање на владата на Груевски за да се промени името и за да се инсталира заедно. Од нив тоа треба да се очекува, меѓутоа нека продолжат, нека прават што сакаат, меѓутоа нема да имаат успех овој пат како што тоа беше во 2015-16. Писателката и универзитетски професор Мимоза Рајал смета дека во овие моменти треба достојно да се испратат трагично загинатите, а не да се организираат протести. Профитири од трагедија, моралисти, ама оние од драмите на Чехов кои се представуваа дека се совршени, а внатре себе беа најголемите злостори. Да се вратиме на разумот, да ги испратиме децата достоинствено со тивка, заедничка, колективна молитва и да го замолиме Бога сите заедно да влезат во Царството Небесно. Според активистот Роберт Милески, на протести сега повикуваат оние кои со децении доведувале до тоа државата да го допре дното. Овие паразити што 35 години учествуваа во систематско уништување на македонската држава повторно се будат, наместо да ја оставаат нацијата да тагува, наместо да ги остават младите сами да одлучуваат, нивните гнасни паразитски умови во оваа трагедија наоѓаат начин како да бидат главни јавачи на апокалипсата. Иако опозицијската СДСМ официјално не повика на никакви протести, новинарката Јорданка Ивановска-Јоци смета дека сепак структури од таму сакаат да развијат такво сценарио. Не се ни погребани децата, а веќе структури на Дубај и кланот фрлаат кеш на сите страни за палење огнови, низ цела држава за ескалација, со насилни демонстрации и дестабилизација, и прелевање на српското сценарио и кај нас. Веќе еднаш се случи со студентските протести во 2015 и шарената во 2016. Потоа знаеме кој дојде на власт и каква правда донесе. Почна со пајакот, продолжи со Беса, Ласкрци, Дурмо и Модуларна. Надлежните најавија дека ќе се спроведе темелна истрага со цел да се откријат сите кои директно или индиректно се одговорни за оваа голема трагедија. Порачува дека одговорност ќе има за секој инволвиран во овој случај. Според Јаневски, токму тоа е она што мораат да го направат институциите. Да се преора се во врска со овој случај, не само со овој случај. Овој случај треба да биде поттик да се расчисти со се вкупниот криминал во оваа држава кој што е сторен во изминатиот период. Овој пат или ќе се успее или нема да не биде. Инаку протестот во Скопје го организира Сдруженијето на граѓани, кој е следен од Facebook групата на Словена Кочани, повикаа да не се политизира оваа трагедија. Велат, не ни требаат вашите политички пресови, ниту обвинувања меѓу вас, не сакаме ни опозиција, ни власт да ја користат оваа трагедија за политички поени. Овој пат од вас бараме нешто друго. Сплотете се, обединете се еднаш за секогаш.